добре дојдовте во едукативниот центар во село Негрево, Пехчево. Проект кој што е поддржан од програмата за зачувување на природата во Македонија, финансиран веќе 8 година од Швајцарската агенција за развој и соработка. Денеска ми е посебно чест и задоволство, можам да кажам и сум многу радосна, што сме на еден настан организиран токму овде за потпишување на меморандум за соработка помеѓу двете општини од Мелешевијата, општина Берово и општина Пехчево, и нашиот партнер јавното претпријатие Национални шуми, кој што активно зема учество во еден пилот проект започнат пред неколку години. На почетокот малку чудно за сите, бидејќи ова е нешто што досега во нашата пракса го немало, а тоа е регионалниот развоен план за шумарство за Малешевскиот регион. Многу ми е драго што сите чинители беа активно вклучени во изработката на овој документ, за кој што можам со задоволство да кажам дека веќе почнува и да се спроведува, дел од мерките се спроведуваат. Некои од тие мерки се поддржани од програмата за зачувување на природата во Македонија. Денеска после овој настан продолжуваме со една работилница посветена токму на една од компонентите на програмата, а која што е поврзана со спроведување на акциониот план и се однесува на мапирање на туристичките локалитети во Малешево. Покрај оваа активност, исто така, во рамки на програмата е започната уште една активност, многу важна за шумарскиот сектор или воопшто за зачувување на природата во овој регион, а тоа е поставување на набредувачници или кули, противпожарни кули со мултифункционална улога, кои што покрај главната улога за спречување на пожарите ќе имаат и можност да се користат и за туристички цели. Сакам да напоменам дека документот кој што е изработен со поддршка на Швајцарскиот Бернски универзитет, со нивната експертиза, преку партиципативен пристап во кој што зема учество покрај општините и бизнис секторот, невладините организации, јавното претпријатие Национални шуми, понатаму Шумарскиот факултет од Скопје и двете релевантни министерства, Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за шумарство и земјоделство, шумарство и водостопанство, но секако заради една многу важна компонента, а тоа е развој на туризмот, што е директно поврзан со шумарството. Овој пристап тоа и ни го покажа, а Министерството за економија зема исто така значајна улога во овој процес. На крајот само сакам да кажам дека овој документ е во многу јака синергија и очекуваме да има многу голема улога во идното прогласување на заштитеното подрачје во Малешево или Ченгино Кале, кое што исто така е поддржано од програмата за зачувување на природата во Македонија. Во текот е изработката на студијата за валоризација и очекуваме до крајот на годината да отпочне процедурата за негово прогласување во Министерството за животна средина и просторно планирање. Јас немам многу да должам, сега ќе ги поканам градоначалниците на општина Берово и општина Пехчево и заменик директорката на јавното претпријатие Национални шуми да пристапат кон потпишување на овој меморандум за соработка, документ кој што треба да му даде живот на претходно спомнатиот документ или јас би рекла процес за регионално развивање на шумарството и развој на туризмот во регионот.
и навистина посакувам кога треба да се има една ревизија по одреден број на години, да во најголем процент од сите активности кои што се зацртани во овој регионален план бидат остварени. А за тоа не се сомневам, имајќи предвид за какви општини станува збор, она наше досегашно искуство го покажува тоа, и згора на тоа соработката што ја правите со јавното претпријатие Национални шуми, што за нас во иднина ќе представува значаен стратешки партнер. Благодариме.